Некогашниот женски интернат за средношколска младина кој се наоѓа на улицата Едвард Кардель никако да дојде на ред на листата за приоритетни проекти за реализација. И понатаму останува руина, напуштен, место за изворна зараза, место за наркозависници и бездомници. Пред се објектот кој не само околните жители, туку и другите граѓани се згрозуваат кога минуваат покрај него, поради ужасниот изглед и непријатната миризба. Треба да се најди начин. Треба да се најди начин. Ова е катастрофа невидена е. Треба нешто да се превземе, отиде дувло. Дувло. Години кој беше кога загина еден, мислам дека беше наркоман. Ма не знам по чија надлежност е, ма нешто мора да се превземе во центар. Крајно време е не сега, него и пред години требаше да биде тоа. Ова испадна сите да го користат како ВЦ, како ВЦ. Ништо друго. Никој ништо не презема и џабе човек да зборува. Жителите од Белачешма велат дека порано покрај овој објект во вечерните часови слободно минувале, а сега е опасно затоа што е за солниште за луѓе со девијантно однесување. Беше убој. Шо било нешто да се среди. Ова е катастрофа овде. Тук систем беше средено, беше тоа, добра беше. Мислам дека не е ни многу стара, може и да се реновира, ама тоа е. Кога не се сеќавам, тука ми беше куќата мене. Тука ми беше куќата позади зградава. И како беше овој простор тогаш? Тогаш беше многу убаво. Насмејани лица, имаше и плачки, тие што има единици и така. Повеќе пати е поставено прашањето пред локалната самоуправа што ќе биде со овој објект, но оттаму се уште одговорот е дека надлежно за овој објект е Министерството за образование. Наскоро се очекува повик со кој би се нашол концесионер. Ако постапката не успешна, тогаш следува повик со кој објектот би се дал на лицитација, а ако и тогаш нема успех, би се покренала постапка за некогашниот интернат да се даде во рацете на општината. Вакво е толкувањето што ни го дадоа оттаму кога се обративме овој пат.